Цели 28 години 1,2 милиони евра од штипскиот самопридонес, организиран во 1994 година, безнадежно стојат неискористени поради партиски ревалитет и интереси. Пред 28 години граѓаните на Штип и Карбинци имаа многу добра волја и лесно беа убедени од своите плати да издвојат пари за изградба на брана на Козијачка река и да го решат водоснабдувањето. Од предвидениот проект не излезе ништо, а парите со известни манипулации останаа таму каде што се. Но политичарите, за разлика од граѓаните, никогаш не ги заборавија. Првиот обид да бидат ставени во функција беше во мандатот на Димитар Ефремов од 2000 до 2005 година, кога беше организиран и референдум, но истиот пропадна поради немање на цензус. 5 години подоцна, во 2010 година, ист обид имаше Зоран Алексов, но и тој заврши без успех. На темата пари од самопридонесот се дебатираше и во 2014 година во времето на Илчо Захариев, но нештата не отидоа подалеку од дебата. Во сите случаи, тогашните градоначалници имаа намера парите да ги инвестираат во реконструкција на дел од водоводната мрежа. Но ако градоначалникот беше од СДСМ, подршка немаше од ВМРО ДПМН и обратно, па ниту една иницијатива не успеа. Сега, актуелниот градоначалник Иван Јорданов повторно најавува референдум за парите од самопридонесот. Очекувано одлуката во Советот ќе ја поддржат советниците од матичната партија на Јорданов ВМРО ДПМН. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип како политичка партија, согласно предлогот на градоначалникот на општина Штип, да се распише референдум во врска со средствата кои се замрзнати во трезорот на општина Штип од самопридонесот, се согласува да се донесе одлука со консензус од страна на сите политички партии, за да можеме да го употребиме еден од облиците на непосредно учество на граѓаните при одлуките на општина Штип, тоест да се организира референдум заедно со, се надевам, предвремените парламентарни избори. Сепак, колку иницијативата е прифатлива за останатите партии од Советот? До нас нема доставено никаква писмена информација за распишување на референдум. Кога ќе добиеме такво нешто, истата ќе ја разгледаме и ќе се произнесеме. И за тоа како политички субјект ќе се произнесеме, нели, кога ќе бидеме контактирани. Левица инсистира да се направи комплетна финансиска пресметка за решавањето на проблемот и јавно на граѓаните да се прикаже анализа за тоа колкав дел од водоводната мрежа би се сменил со тие средства, колку тие пари се доволни за долгорочно решавање на натрупаните проблеми со водоводната мрежа во Штип. Од друга страна, на трезорска сметка има 1,2 милиони евра, но дел од овие пари ќе бара и општина Карбинци, зашто и нејзините жители беа дел од референдумот во 1994-та. Од 1994 година имало одлуки на Советот тогаш во општина Штип и во Карбинци да тој процент изнесува 10 во однос на оној самопридонес кој што го собираат од страна на граѓаните, така да во комуникација со Штип и она што е договорено уште во таа далечната 94-та, ние ќе пристапиме кон почитување на самата таа одлука и добивање на тие средства согласно тој договор, а понатаму ќе одлучиме или граѓаните, жителите на општина Карбинци ќе одлучат дополнително каде тие пари ние ќе ги вложиме и ќе ги употребиме овде во нашата општина. За распишување референдум потребно е одлука на општинскиот совет. За да биде успешен референдумот, односно да биде донесена референдумска одлука, на гласање треба да излезат 50% плюс 1 од бројот на избирачи запишани во избирачкиот список на општината. Одлуката донесена на референдумот е задолжителна.